Почитувани, во Струмица нема нови инвестиции, ниту проекти, но затоа пред една недела се отвори канцеларија. Како што пишува на таблата, канцеларија на премиер на Северна Македонија. Замислете, канцеларија на Зоран Заев во Струмица за после 20 години власт и моќ да ги праша струмичани за проблемите. После 16 години локална и втор мандат државна власт на СДСМ во Струмица, очигледно е дека на престојните локални избори СДСМ ќе излезе со програмата од претходните избори. Актуелниот градоначелник Јаневски не сработи ни мал дел од ветената програма, а неговиот ментор, премиерот, не му помогна. Не се реализира клучниот проект нов транзитен пат околу Струмица. Не ги направија тие ветени 6 километри пат. Не го подобрија булеварот Климент Охридски, го нема ниту булеварот од Свети Илијски и од Порој покрај касарната и Софилар, а не се реши ниту горчливиот проблем на граѓаните од населбата Софилар. Загаденоста за малку ќе се решаваше со некакви зелени зидови, но не само што нема зелени површини, туку не ја гасифицираа ни општа болница која важи за загадувач. Пред неколку денови по кој знае кој пат ветија дека наесен ќе биде. Инаку, Струмица е еден од најзагадените градови. Струмичани дишат екстремно загаден воздух, а локалната власт не презема никакви мерки. За овие локални избори ќе се вети подобар живот во турското мало, ќе се вети повторно паркот, манифестации, улици, игралишта, ама за жал нив ги нема. Инаку слоганот на градоначалникот беше живот за сите. Делот од програмата за млади не е реализиран ниту со домот за ученици и студенти, ни кино, па дури ни младински културен центар. А како што тргнала работата, струмичани имаат мака и со постојниот културен центар. СДСМ во Струмица е долго време на власт и ги заборавија со граѓаните. Во Струмица да се биде власт значи само бизнис, евро, подкуп, плантажи за марихуана, партиски вработувања и богатење на поединци блиски на власт.